За овие 5 години покажав дека со работа, со труд, со честност и искреност се добива и се оправдува довербата на граѓаните. Благодарен сум што довербата на граѓаните за овие 5 години постојано растеше и прв пат досега додека се мери довербата на институцијата претседател има највисока доверба меѓу граѓаните. Тоа е за почит. Благодарни. Дури 56% граѓаните имаат доверба во институцијата претседател. Но човек лично го исполнува некое чувство на самодоверба кога гледа дека 74% од граѓаните на Македонија сметат дека честно сум ја обавувал функцијата претседател. Како претседател не дозволив Македонија да биде само пасивен наблюдувач на меѓународните збиднувања. За разлика од мојот против кандидат и неговиот ментор, никогаш не прифатив дипломатски туризам. Секоја посета имала конкретен ефект и секоја посета и средба имала нешто што и носи за просперитетот на Македонија. Затоа настојував да бидам присутен секаде кај што се зборува за Македонија. Секаде кај што можев да ги бранам интересите на Република Македонија, а со тоа и на граѓаните на Република Македонија. Затоа, почитувани граѓани, едно прашање ни одзема многу време и во мојот мандат. Прашање кој го наследивме од нашите претходници. Тоа беше проблемот што нашиот јужен сосед го има со нашето име. Официјална Атина си има проблем и сака ние нејзиниот проблем да го решаваме. Ни го создала тој проблем и сега тоа ги попречува нашите евроинтеграции, евроатлански интеграции. Тие сакаат да се откажеме од нашиот идентитет. Замислете. Очигледно дека креаторите на оваа политика не го читале Пиреј, не го читале нашиот великан Петре М. Андреевски, кој вели: народот, идентитетот е како Пиреј, не може да се искорени, не може да се искуби, ништо не може да го уништи. Затоа издржавме и ќе издржиме. Затоа и изјавував дека од името на македонските граѓани нема да прифаќам извештаи за Република Македонија кои не ги вклучуваат идентитетските одредници. Не може да се пишува извештај за нас без нас. Затоа верувам дека зборувам од ваше име, кога кажав, а и го ставив во мојата програма, со која сакам да ја добијам повторно вашата доверба. Во таа моја програма стои дека нема да прифатам промена на Уставот со цел промена на уставното име. Нема да прифатам ни идеи и предлози што би го загрозиле македонскиот национален идентитет, македонскиот јазик и македонскиот модел на соживот. Затоа што сите сме Македонија. Сите што живееме во Република Македонија сме Македонија. Народот има право да го каже последниот збор за оваа прашање. Во нашата програма нема само празни зборови и празни фрази, како што има во програмата на СДСМ. Гледам дека програмата на СДСМ личи и оние говори на Заев личат како на реклама од некоја стоматолошка ординација. Дојдете да ви ја вратиме на смевката на вашето лице. Тоа сум го видел само на стоматолошки ординации, каде што доаѓаат грци во Битола и од други места, за да дојде некој да му се разубават забите, за да му се врати на смевката на неговото лице. Господине Заев, на смевката не успеавте да ја вратите ни на вашите вработени во фирмите на братот, на стрикото, на тетинот, на шурата и на баџанакот во Струмица. Вие, со производството на корнишони и со платата од 5000 денари,
не успеавте да ја вратите на смевката на еден струмичанец, а камоли на цела Македонија. Затоа ве молиме, почитувајте го народот и не манипулирајте. Кажете кои дела стојат зад вас, која фабрика сте отвориле, која странска инвестиција сте ја донеле, кои реформи сте ги направиле, кој факултет сте го создале, колку млади луѓе сте привлекле. Не може само со празни зборови да се добиваат избори. И затоа на овие избори нема да победат празните зборови, туку ќе победи дадениот збор, ќе победи ветувањето, ќе победи делото кое што сме го направиле. ВМРО ДПМН ќе победи затоа што во својата досега најдобра програма има нови 2046 проекти, каде што има место и за студентот, и за пензионерот, и за лекари, и за градежници, и за инженери, и за земјоделци, и за културни, и за здравствени работници. Секој еден граѓанин во Република Македонија може да се препознае во програмата што ја имаме, затоа што е направена прецизно, секаде има рок, секаде има проект, секаде има носител, секаде се знае кога ќе се заврши и колку ќе чини. Во програмата на СДСМ имаме само празни ветувања и празни зборови. Кандидатот за председател на СДСМ Стево Пендаровски привршува кампањата, наближува првиот круг на гласањето, а тој се уште не излегол со јасен и конкретен став за најважното надворешно политичко прашање во Република Македонија. Кој е ставот на Илјас Халими за прашањето за името, го изнесе кандидатот, знаеме. Кој е ставот на Зоран Поповски, кандидат на Гром, по однос на прашањето за спорот, го изнесе, граѓаните го слушнаа. Кој е ставот на председателот Ѓорѓе Иванов, го изнесе својот став, дека нема да дозволи менување на Уставот на Република Македонија со цел некој да го смени уставното име. Го знаеме и го слушнавме тој став. И го слушнаа сите граѓани. А кој е ставот на Стево Пендаровски? Тој вика, прво изберете ме за председател, па после ќе ви го кажам ставот. Прво изберете ме, мене за лекар, вработете ме, па после аз ќе ви кажам дали знам да правам операции на слепо црево. Прво вие мене изберете ме за фудбалер во Интер или во Челзи, па после јас ќе ви покажам дали знам да играм. Срамота е за најважното прашање на оваа држава, на оваа нација, за која што секој граѓанин има став, еден кандидат за председател на опозиционата партија да се крие и да не го изнесува ставот. Но предпоставувам зошто може да е така. Веројатно и него, како неговиот формален председател Заев, некаде од озгора, некој од озгора од повисоко, го спремаат каков да биде ставот. Драги пријатели, вечерва сме тука да дадеме една силна подршка за сегашниот и иден председател на Република Македонија, господинот Ѓорѓе Иванов. И да дадеме подршка и ветер во грб за 62 места во парламентот за ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. За да нема уцени, за да нема кочници, за да нема стопирања, за да нема условувања за исполнувањето на досега најобемната и најквалитетна програма дадена за избори во Република Македонија, програмата Проверено. Драги пријатели, за нас е најважно конкретни работи да правиме. Како што овдека го донесовме Кромбет и Шубер, кој веќе вработи 1200 луѓе, ќе вработи уште толку и нешто повеќе. Планот е 2500 луѓе да се вработат. И тука нема да застанеме. Продолжуваме да работиме на изнаоѓање инвестиции. Еве јас и додека трае кампањата, секој момент кога можам да убедам инвеститор, не го пропуштам тоа. Денеска, например, требаше во Скопје да дојдат едни инвеститори од Германија да договориме финално за нивна фабрика што сакаат да отвараат во Охрид. Пред митингов седнавме, ги договоривме работите, излезе извршниот директор на компанијата, објави пред медиумите дека компанијата има конечна одлука за отворање на фабрика во Охридско-Струшкиот регион
и дека ќе вработи 1000 луѓе. Се бориме за секое ново отворено работно место. Понатаму, овдека конкретно завршивме една крупна работа, што на огромен број на луѓе што работат во РЕК Битола, ќе им го продолжи работниот век, бидејќи се продолжува работниот век на РЕК Битола. Вложивме 56 милиони евра и се продолжи векот на РЕК Битола за најмалку 20 до 25 години. Набавивме опрема за битолската болница за 6 милиони евра. 6 милиони евра апарати влегоа во битолската болница. 6 милиони евра СДСМ нема вложено ни села Македонија во сите нивни мандати, а камоли во Битола. Направивме набавка и во Битола се преусмерија 4 нови возила за итна медицинска помош. 11 нови возила за подобро функционирање на битолската полиција. Поведовме проект наречен Рурален доктор, со кој се овозможи здравствена заштита во 51 населено место во Битола. Се реконструира во овој период 9 локални патишта во вкупна должина од 30 км и инвестицијска вредност од 1,5 милион евра. Изграден е новиот дом за стари лица Сју Рајдер во Битола, инвестиција вредна 50 милиони денари. Работиме исто така да помогнеме на Универзитетот во Битола да се осовременува, доби нови лаборатории и ќе добива. А исто така еве сега сме во завршна фаза за отворање на новиот факултет при овој универзитет, факултетот за информатички технологии, за кој што веќе се формираше комисија, која што треба да ја состави наставната програма и кој што ќе биде сериозен пандан на Скопскиот факултет за информатички технологии, за да се произведат кадри кои што ќе можат многу полесно да најдат работа или да се самовработат. Исто така, направивме реставрирање на ски центарот Пелиста. Се изгради големата спортска сала во склоп на Битолскиот универзитет. Се изградија и двете фудбалски игралишта, како и едно повеќенаменско спортско игралиште во училиштето Даме Груев. Се завршија 79 станови за социјално ранливи категории овдека во Битола и многу други работи кои што ги правевме во овој период. Ја направивме студијата и се прави проектот за градба, и тоа ќе се случи во овој мандат, на топлификација за Битола преку топлотна енергија која ќе доаѓа од РЕК Битола. Крупен проект, многу крупен проект, кој што освен Битола ќе ги опфати и Могила и Новаци. Се предвидува градба и реконструкција на железничката пруга од Битола до Кременица, граница со Грција, со крак до индустријската зона Жабени. Предвидуваме реконструкција на патниот правец Битола Ресен Буково. Планираме изградба на уште 6 училишни спортски сали. Ќе помогнеме и за други работи што можеме, ќе се работат и други работи. Вие знаете, ВМРО ДПМН е ветова, во најголем дел исполнува, ама многу често знае да изненади со нешто што не оветиле. Ќе се потрудиме да има и такви работи, а бидејќи ги има во минатото, знам дека вие ќе ни верувате во тоа. Ве повикувам масовно да излезете. Масовно да излезете. Да ја испратиме пораката дека на ваков начин, со подценување на народот, со манипулирање, не може да се освои неговата доверба. Довербата се освојува со работа, со труд, со посветеност, со честност. Ѓорѓе Иванов си остана доследен, стабилен, посветен на работата, со честен приод, со искрен однос кон народот. Затоа и задутра, односно во недела, и на 27 ќе ја добие поддршката од мнозинството граѓани во Република Македонија. Да живее Битола, да се живи и здрави, да живее Република Македонија. Од темнина до светлина, од солзите до насмевка, од зборовите до делата, има разлика. Заокружи број 5 и гласај за 2046 нови проекти, кои што докажано се реализираат. Проверено. Нова изборна програма на ВМРО ДПМН. Има разлика. Ти знаеш да препознаеш.